До доцна во ноќта, општинскиот кризен штаб беше активен и ја следеше состојбата со пожарите кои ја зафатија Скопска Црна Гора, информираше градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски. По разговор со командирот на полициската станица и со останатите надлежни институции, како што информираше Костовски во својата објава на социјалните мрежи, општина Бутел својата механизација ја ставила на располагање и спремна е за делување. Костовски нагласи дека вчера вечер доброволни екипи од местната заедница Љубанци учествувале во гаснење и локализирање на пожарите. Остварив и телефонски разговор со општествено одговорни компании, кои можат дел од својата градежна механизација да ја стават на располагање, посочи првиот човек на Бутел. Општина Центар со своето јавно предпријатие Паркинзи на општина Центар активно се вклучи во гасењето на големиот шумски пожар во Чучер Сандево. Во акцијата ангажирани се вработени на Паркинзи на општина Центар, цистерна на општината, како и дел од координираниот одговор на институциите за справување со огнената стихија. Градоначалникот Горан Герасимовски упати апел до сите граѓани да бидат совесни и предпазливи. Во ситуации како оваа, најважни се вниманието, дисциплината и одговорноста. И повикувам граѓаните да бидат совесни во овие жешки денови и да се придржуваат до сите препораки на службите и да не превземаат ризични активности во опожарените подрачја, порача Герасимовски. Поради сериозноста на состојбата, општина Чучер Сандево прогласи вонредна состојба. Во акцијата на гасењето на огнот се вклучени хеликоптери и теренски екипи од повеќе институции. Општина Центар останува мобилизирана и подготвена да помага со сите своји расположиви ресурси, се додека пожарот не биде ставен под целосна контрола, додаваат од општината. Градоначалникот на општина Чаир Висар Ганиу денеска го реализираше финалниот инспекцијски надзор на новоизградениот објект на детската градинка Бамби, која представува составен дел на детската установа Фидани и ја представува градинката со најголем капацитет на територијата на цела држава, информираат од општината. Објектот е целосно опремен со современ инвентар и модерен интериер, во целосна согласност со највисоките стандарди за предучилишни установи, со капацитет од 350 деца и 22 функционални занимални. Овој нов институционален објект обезбедува оптимални услови за ран детски развој, безбедност и благосостојба, се наведува во соопштението. Од општината најавија дека по завршувањето на градежните активности и внатрешното уредување, во наредните денови се очекува да се организира и свечено отворање на објектот, додека паралелно ќе се финализираат и последните естетски детали, кои ќе ја збогатат надворешната и внатрешната визура на градинката. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги повикува сите пензионери со ниски примања да се пријават за еднократна финансиска помош од 2500 денари на јавниот повик што ќе биде објавен утре на 9 јули. Право на пријавување имаат сите кои примаат старосна, семејна, инвалидска или социјална пензија, при што месечниот износ не смее да го надминува износот од 26.157 денари, односно просечната пензија исплатена во мај 2025. И годинава не ги забораваме пензионерите, продолжуваме со подршка за нашите највозрастни сограѓани. Оваа мерка е знак за нашата постојана грижа и солидарност, изјави Герасимовски. Со барањето потребно е да се достави и копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка и доказ за последната примена пензија, чек или потврда од банка за месец мај или јуни 2025 година за старосна, семејна или инвалидска пензија. Корисниците на социјална пензија треба да достават потврда или решение од надлежниот центар за социјална работа. Барањето може да се подигне и поднесе во архивата на општина Центар, барака број 6, или да се преземе од веб страницата на општината. Документацијата се доставува секој работен ден од 9 до 14 часот. Таму е Скопје, град мој љубав лише.